Колега Джафери, колеги пратеници. Колега Поповски, вашето искажување овде од вчера или од денес во раните утрински часови предизвика интересна перцепција, барем кај мене. Се надевам и кај колегите од другата страна. Многу одамна Шекспир рекол преку неговиот лик зборови, 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 зборови. И овде денес беа повторени тие зборови, зборови претворени во празни фрази. Ако на почетокот колега Поповски беа гласови, кои заради потреба на луѓето се претворија во зборови, кои пак од друга страна им служија за комуникација, да изразат мисла, став, расположение и така натаму, и се формираа во јазик на сите луѓе во светот, начин за комуникација, за свој собствен јазик. Но немој преку кој ќе можат да остварат права и така натаму во општествениот систем во кој се. Но да не заборавиме, колега Поповски, дека има една наша народна поговорка, вели јазикот коски нема, ама коски крши. Зошто го зборувам ова? Затоа што внимателно слушајќи вие вашето излагање го потенциравте врз основа на 4 точки, од кои едната беше заради 61 пратеник, и тоа е во ред, нели? Да покажеме сила и парламентарно мнозинство. Од друга страна, мене ме загрижува ова другата, која веле сега му е мајката. Зошто го спомнувам ова? Сега му е мајката и нездравите темели. Дали е потребно сега, во овој момент, овој предлог закон за јазици? Сигурен сум дека колегите од оваа страна во нашите зборови знаат дека ние не сме против закона. Но дали треба сега и дали е тоа стварно здраво? Ќе ги подсетам сите од каде тргна таа нездрава политика, односно нездрав темел, за пред тоа после да се преточи во политички дил за опстанок на коалицијата. Сите се сеќаваме кога господинот Заев од сред прилеп отиде и рече дека за да се запишало некој девојченце или дете во музичко училиште требало да знае албански јазик. Малку му беше тоа, па каже дека во Струмица заради земјоделство и така натаму требало албански да се знаело. Пак бабичката во Гостивар за да добиела социјална помош требало исто така албански да знае. Оттаму ги гледам нездравите темели, господине Поповски, во формирање на ова така наречено парламентарно мнозинство и потребата за создавање или донесување на ваков предлог закон. Од другата страна, никако не чувме досега која е потребата и зошто мора да се донесе овој закон сега, а не после. Заради тоа е исклучена експертската јавност, заради тоа се исклучени сите релевантни фактори кои можат врз основа на уставниот закон да кажат дали ова така или не. Ви благодарам.